Германската компанија од текстилната индустрија СТС Textiles денеска најави браунфилд инвестиција во Демир Хисар. На објавувањето на инвестицијата присуствуваа и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, министерот за странски инвестиции Джери Наумов, заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции Климент Чекеровски и градоначалникот на Демир Хисар Љупчо Блажевски. Првичната инвестиција во капацитетите на поранешна застава ќе изнесува 4 милиони евра со отворање 150 работни места. Плановите на компанијата, според сопстеникот Маркус Туч, се бројот на вработените долгорочно да достигне 1000 лица. Ние сме високотехнолошка компанија од текстилната индустрија. Македонија е второто место каде ќе имаме производство. Посетивме неколку држави, Холандија, Бугарија, Романија и Македонија, но по напорите што ги вложи македонскиот тим, одлучивме да инвестираме тука, изјави Туч. Тој најави регистрација на нова компанија во Македонија во текот на следната недела и почетокот на активностите за неколку месеци. Ке почнеме со вработување на 150 лица, во текот на наредните години ќе се вработат над 1000 лица. Сакаме да им понудиме на жителите во Демир Хисар и околината да се пријават за вработување. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски посочи дека компанијата е високотехнолошка, која лани од германскиот магазин Менаџер е прогласена за најиновативна компанија во оваа дејност во Германија. Покрај директните, како што рече Пешевски, се очекуваат и индиректни вработувања во домашните фирми, а бенефит од инвестицијата ќе бидат и новите технологии што ќе ги доведат како и развој на Демирхисарскиот регион и намалување на невработеноста. Најавените владини проекти, посебно во делот на инфраструктурата, годинава дополнително ќе го засилат градежништвото, кое моментно е една од водечките стопански гранки со најголем раст и двигател на домашната економија. Според Стопанската комора се очекува зголемување на бројот на вработени не само во големите градежни компании, туку и во помалите кои најчесто се ангажирани како подизведувачи. Според председателот на Сдруженијето на градежништвото Андреа Серафимовски, не се очекува намалување на интензитетот на градбе и покрај тоа што на земјава и предстои предизборен период, а забележаниот негативен тренд на македонските градежни активности надвор се главно резултат на големата ангажираност дома. Идниот подем и зголемување на активностите, кои особено се очекуваат годинава, ќе донесе уште поголем развој на градежништвото. Особено радува фактор што домашните фирми реализираат комплексни проекти со сопствени ресурси, подвлече Серафимовски, додавајќи дека нема најави за поевтинување на градежните материјали. Изминатите 24 часа на 92 странски државјани им се издадени потврди за поднесување барање за признавање право на азил. Од 1 јануари годинава до денеска издадени се вкупно 87.630 потврди. Мигрантите пак од грчката страна на границата се обиделе со голема метална шипка да ја пробијат поставената ограда, пошто полицијата употребила солзавец да ја разбие толпата. Речиси 7.000 луѓе се заглавени на границата од грчка страна во надеж дека ќе успеат да поминат. По консултациите со координаторите на прифатните центри на островите и на копно во Грција, на телевизиските екипи и новинари не им се дозволува влез во таквите објекти. Грчкото министерство за надворешни работи не ги образложува причините за оваа одлука, ниту пак има објаснување дали забраната се однесува на сите новинарски екипи или само на странските, дополнува Мија Одатина. Бројот на бегалци и мигранти кои ќе останат заглавени во Грција може да достигне 70.000 во следните неколку недели, изјави грчкиот министер за миграција Јанис Музалас. Нашата проценка е дека бројот на луѓе кои ќе бидат заглавени во нашата земја ќе изнесува меѓу 50 и 70.000 и тоа уште во следниот месец, изјави Музалас за грчката телевизија Мега. Тој нагласи дека во Грција веќе има околу 22.000 мигранти и бегалци, но додаде дека планот на НАТО за борба против шверцот со луѓе може значително да го ограничи приливот на мигранти. Ако се спроведе планот на НАТО, тоа би можело да го намали приливот на бегалци за околу 70%, процени Музалас. Руската полиција го уапси лицето во црно кое во близина на метро станица во Москва држеше во рака одсечена глава на дете и извикуваше Аллах Акбар. Полицијата претпоставува дека лицето, за кое е утврдено дека е жена, губила девојчето и потоа отишла на станицата каде ја запрел еден полицаец. Таа тогаш од торбата ја извадила одсечената глава и почнала да вика дека убила дете. Предходно телевизијата Russia Today јави дека станицата била затворена откако полицијата добила известување дека пред постојката е забележано лице во црна облека кое држи одсечена детска глава во раце.